You're listening to CMR FM 101.3. Listen to us around the universe. www.cmr.fm. Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. И во ова 7532 македонска година, почитувани слушатели, преку етерот на радиостаницата CMR и со ова наше неделно попладне, од каде директно се јавуваме вечерва, ќе одиме со вториот дел за Александар трети македонски, а исто така ќе ви го презентираме и писмото до председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден. А доколку ни дозволи вечерашниот наш термин, ќе дадеме од рубриката Жена, мајка и дом, околу волнените чорапи, лек за вашите нозе, но и блиц вести. Инаку вторник е празникот Арангел, а петок е Свети Мина. Токму затоа одлучивме да одиме со прилогот за овие два празника. Празникот на Арангел Михаел се нарекува и уште празник на војводата на сите ангели. Главниот празник на Свети Арангел Михаел се празнува постаро на 88 ноември, према јулијанскиот календар, а инаку тоа е вторник сега по католичкиот календар. Се вика собор на Свети Арангел Михаел. Денес пак црквата утврдила дека се празнува споменот на неговите чуда што се случија во местото Хони близу Ерапол во Фригија, каде што подоцна исто во спомен на неговите чуда беше подигната црква посветена на Свети Арангел Михаел. Но во ноември, пак помеѓу поголемите есенски празници што народот ги празнува со домашни служби и празникот Собор на Свети Арангел Михаел, како што рековме, тоа е сега вторник на 21 ноември, меѓу народот попознат како Арангел, Орангел или Арангелов ден. Црквата го определила овој ден за празник во чест на сите ангели, а најмногу на Свети Арангел Михаел, кого го смета за водач на сите небесни сили. Тогаш имен ден празнуваат Ангел, Ангелина, Михаил, Мила, Милка, Михаила, Михо, Рајко, Рајна, Радка, па нека им се честити вечни. Празникот Собор на Свети Арангел Михаил, што се празнува на 21 ноември според новиот или да речем григоријанскиот календар, или пак 8 ноември според стариот или јулијанскиот календар, меѓу народот е познат како Арангел. Многу семејства го имаат за домашен празник и го празнуваат со домашни служби, а и општо е верувањето дека тој спаѓа
наоѓа меѓу поголемите празници. Пред да го создаде материјалниот свет, земјата, небото, звездите, човекот и така натаму, Господ го создал духовниот свет, ангелите. Ангелите се духови поради што се невидливи, а за подобро да бидат сватени и за да се создаде представа за нив, на фреските и иконите се представени во човечка форма. Тие се Господови гласници, ангел значи весник, ги пренесува Божиите заповеди поради што на фреските што се представени со крилја. Тие се поим за младост и безгрижност, поради што се представени како деца, бидејќи староста, обелувањето на косата и брчките на лицето се последица на животните грижи и страдања. Тие се насликани во бела облека, што символизира душевна чистина и невиност. Единствено, Арангел Михаил е представен во војводска облека. Зошто Арангел Михаил е насликан пак како војвода? Во почетокот сите ангели биле добри, подоцна некои од нив станале лоши, се одметнале од Бога и почнале да прават злодела. Нив ги викаме ѓаволи. Еден меѓу нив е и по име Деница, заслепен од големата моќ што му ја дал Бог, се одметнал од Бога, собрал големо друштво и создал цело невидливо небесно духовно царство. Свети Арангел Михаил го победил, го симнал од небото, а и подоцна продолжил да се бори за славата Божја, поради што е представен во војводска облека со меч и копје во рацете. Тогаш, кога некои ангели почнали да го напуштат Бога и станале лоши, Арангел Михаил ги собрал сите ангели како знак на верност кон Бога, почнал заедно со нив да ја слави Света Тројца со песната «Свет, свет, свет е Господов Савов». Во спомен на овој собир, црквата го востановила празникот собор на Свети Арангел Михаил, како што реков, што се празнува на 21 ноември. Со овој празник им се оддава и признание на сите ангели кои ги има во безброј. А пак в петок е празникот Свети Мина. По потекло мисирец и војник по занимање Свети Мина, како вистински христијанин не можеше да го гледа одвратното жртво принесување на идолите, па ја напушти војската и градот и луѓето и се отиде во пустина. Бидејќи на Свети Мина му беше полесно да живее со дивите зверови одошто со незнабожните луѓе. Еден ден светителот го прозре од далечната незнабожечко празнување во градот Катуанија, па се спушти во градот и пред сите ја објави својата вера во живиот Бог Христос, а ги изобличи како лага и мрак. Кнезот на тој град, некој Пирос, го запраша Свети Мина кој е тој и што е. Светителот му одговори: татковина ми е Мисир, името ми е Мина. Бев официр, но кога го видов ова што се случува од страна на Диоклицијан, се одреков од вашите почести. Сега дојдов пред сите да го објавам мојот Христос како вистински Бог, за и он мене да ме објави како свој слуга во Царството Небесно. Кога го слушна ова Пирос, го подложи Свети Мина на големи маки. Го биеја, го стружеа со железни четки, го гореа со свеќи и го мачеа со разни други маки, па најпосле го убија со меч. Телото му го фрлија во оган за да не го земат христијаните, но тие сепак спасија од огнот некои делови. Овие остатоци ги погребаа честно, а подоцна беа пренесени во Александрија и таму ги погребаа и над нив изградија црква Света Мина, која пострада црква околу 304 година и Свети Мина, односно пострада околу 304 година и се пресели во Христовото царство. Тој беше остана голем чудотворец во двата животи, и на земјата и на небото. На секого кој што го слави Свети Мина и во неволја со вера го повикува на помош, тој и му помогнал. Повеќе пати се јавуваше како војник на коњ за да им помогне на верните или да ги казни неверните. Па нека биде и честит именден оние кои го носат името на Мина, како што реков и на Свети Арангел Михаил. Утринското кафе е навистина и најсладко. Меѓутоа, тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Ист Јорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џордж Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас.
Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдинзи, за кондо, исто така Deposit Insurance Financing. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416 712 4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од сопственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа, тие располагаат и со 2 спортски сали, односно Fit Centers, даваат entertainment, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби, свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои парква и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905-380-1550. Да повторам, 905-380-1550. Партнер Gowling LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери. Еден од нив е и Питер Симеон, позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на ова фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615. Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заемничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905-975-5395. Апелирам и до сите вас да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма. Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, било од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побарајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365-888-6096. Да повторам, 365-888-6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Џан Јоновски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416-827-7809. Но тука
Тука и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдинг и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416-756-5406. А трите модерно опремени ресторанти Elgin Water Manor во Стони Крик, Terrace on the Green во Мисисага, Lincoln Estate во Вајнланд, Онтерио, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилиарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905-459-4447. 905-459-4447. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет и ке преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично побрајте Крис Клашов на 905-520-1474. Да повторам, 905-520-1474. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неа на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416-421-7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. Инаку на 26 ноември женската секција при црквата Свети Климент Охридски приредува Крисмас парти, а председателката Ирина Карулас ќе го приреди тој ден со богата гозба, а исто така и богатиот репертоар на оркестарот Децата од Буф. Поминете едно пријатно неделно попладне. За резервации јавете се до црковниот телефон 416-421-7451 или до председателката Ирина на 416-560-2149. А пак по повод патрониот ден на Македонската православна црква Свети Климент Охридски, овој ден ќе се одбележи на 9 декември во големата сала на црквата Свети Климент Охридски, предходно богослужба од 5:30 часот навечер, а пак банкетот отпочнува од 6:30 часот навечер со богата вечера и музика. За влезни карти побарајте, јавете се на телефон до црковниот на 416-421-7451. За возрастни цената е $50, а за деца $20. И ова година управата на црквата Свети Климент Охридски со председателот Борис Стојкос и организира дочек на новата 2024 година во салата на истоимената црква. За добро расположение ќе се погрижи познатата солисткиња на народната песна Елена Јовчевска од Македонија со оркестрот Balkan Entertainment. Богата гозба со 7 врсти на јадење и отворен бар е вклучено во цената која е само $120. Јавете се на 416-421-7451. А сега да одиме со вториот дел околу животот на македонскиот крал Александар II Македонски и походот на Индија. После смртта на Спитамена и бракот со Роксана, Александар ги зацврстува своите нови положби во Средна Азија. Во 326 година пред нашата ера, Александар конечно е подготвен да се посвети на освојување на Индија. Александар ги повикува сите водачи на племињата од Гандара, територија на север од денешен Пакистан, да му се покорат и да тргнат со него Амби, владетелот на Таджила, чие кралство се простирало од Инд до Джелам. Така и направил. Но водачите на некои кланови, како и например Асапсиос и Асакениос, познати во индиските текстови како Ашвајани и Ашвакајани, одбиле да се покорат. Александар лично го
ја презел командата на штитоносците и пешадијата, стрелците, агријанците и конјаниците и со нив тргнал во напад на кланот Аспасиос во долините на Алишанг и Гореа, како и на кланот Асакениос во долината Сват и Бунер. Според современите историчари, било доста тешко за Александар да ги покори овие племиња, меѓу кои племињата Масага и Аорну дале силен отпор. Посебно драматични биле борбите со кланот Аспасиос, во кои Александар бил ранет во рамото со копје, но сепак кланот ја изгубил битката. 40.000 војни биле заробени. Асакеноисите му се спротивставили на Александар со армија од 30.000 борбени кочи, 38.000 пешадија и 30 слонови. Тие се бореле храбро и пружиле силен отпор во многу тврдени места, како што биле градовите Ора, Базира и Масага. За да се скрши жестокиот отпор кај утврдувањата на Масара биле потребни неколку дена жестока и крвава битка во која Александар бил сериозно ранет во подкаленицата. Кога поглаварот на Масара загинал во битката, командата на неговата војска ја презела неговата мајка Клеофис, која исто така била цврсто решена да ја брани својата татковина до последниот здив. Примерот со Клеофис кажува дека во битката исто така била вклучена и женската популација на утврдувањето. Александар, за да ја совлада Масага, морал постојано да врши дотур на свежа војска со цел да го одржи моралот на својата војска. Според Куртис, Александар не само што ја уништил војската и останатите жители на Масага, тој исто така го разрушил до темел, го пеплосал градот. На сличен начин свој бес подоцна Александар го искажал и на Ора, следното упориште на асакеносите. При крајот на битките кои ги водел Александар во Масага и Ора, голем број на акакеносите се префрлиле во отврдувањето високо во планините наречено Аорнос. Александар постојано бил зад петици над овие трупи. Само после 4-дневна крвава битка Александар го заземал и ова утврдување кој се сметало за неосвоиво. Пустошења како во Масага се повториле и во Аорнос. Пишувајќи за битките на Александар против асакеносите, Виктор Хансон вели: иако им ветил на обколените асакеноси дека ќе им ги поштеди животите ако се предадат, тој ги погубил сите војници кои биле заробени. Нивните упоришта во Орани и Аорнус исто така биле разрушени. Сисикотос, кој му помогнал на Александар во овие битки, подоцна бил назначен за владетел на Аорнус. Откако го совладал Аорнус, Александар ја преминал реката Инд и влегол во борбата против Пор, владетелот на територијата Пенџаб, во битката на Хадасп во 326 година пред нашата ера. После победата Александар бил импресиониран од храброста на Пор во битката, па затоа влегол во сојуз со него, назначувајќи го за управител на неговото кралство, дури и придодавајќи му го во владение и територии во кои предходно Пор не ги владеел. Потоа Александар изградил 2 нови града, од кои едниот го именувал Букефал во чест на неговиот коњ кој го донел него до Индија, а загинал во битката кај Хадасп. Александар продолжил со освојување на сите утврдувања покрај реката Инд. Источно од кралството на Пор, близу до реката Ганг, се наоѓало моќното царство на Магада под влијание на династијата Нанда. Стравувајќи од судирот со уште една моćна индиска војска, изморена од повеќе годишни воени походи, војската на Александар запира кај реката Бијас, одбивајќи да маршира понатаму кон исток. Ова река ја означува и граница до каде војската на Александар продрила на исток. После битката со Пор, моралот на војската на Александар опаднал за понатамошни походи, а покрај тоа тие требало да се соочат со далеку помоќен непријател. Војската на Александар имала на располагање околу 20.000 пешадија и околу 2.000 конјаници. Војската отворено се спротивставила на инсистирање на Александар да ја преминат и реката Ганг, која била широка како што тие слушнале 6,5 километри, со длабочина од 183 метри. А пак од другата страна на реката ги чекала силна армија од добро вооружени и воинствени пешадици, конјаници и слонови. Некои дури извори велат дека кралевите на Гандерит и Праеши ги чекале со армија од 8.000 конјаници
конници, 200.000 пешадија, 8.000 борбени кочи и 6.000 борбени слонови. Александар после состанокот со неговиот офицер Коенус бил убеден да се откаже од понатамошните походи и да се вратат назад. Александар бил приморан да се врати на југ. На патот кон југ војската се судира со кланот Мали. Во денешно време тоа е Мултан. Кланот Мали бил еден од највоинствените кланови во Индија во тој период, но војската на Александар после жестоките битки ги покорува кланот Мали. Во едно од налетите на утврдувањата Александар бил сериозно ранет од стрела. Неговата војска, мислејќи дека нивниот крал е мртов, ја зазема тврдината и го искапува својот бес врз заробениците. После ова Мали бил окупиран од војската на Александар и главницата продолжила со движење. Поголемиот дел од својата армија Александар ја насочува кон Карманија, во денешно време тоа е јужниот дел на Иран, начело со генералот Кратер, а еден дел гради флота за да го истражи Персискиот залив под водство на адмиралот Неарх, додека со останатиот дел од војската се враќа во Персија, во јужната рута на пустината Гидрозија, во денешно време дел од јужен Иран и Макран во јужен Пакистан. Патувањата низ пустината траело околу 60 дена, а во текот на нејзиното поминување умираат околу 3/4 од Александровата војска. Патувајќи пак во Суса, Александар открил дека многу од неговите сатрапи и воени управници лошо се однесувале во неговото отсуство и казнил со смрт извесен број од нив за пример. Во знак за благодарност ги платил долговите кон војниците и објавил дека ќе ги испрати постарите и осакатените ветерани назад во Македонија под водство на Кратер. И покрај тоа војската се побунила во градот Опис, одбивајќи да биде испратена назад и критикувајќи ги неговите новоусвоени персиски обичаи, како и воведувањето на персиски офицери и војници во војската. Александар ги погубил водачите на бунтот. Во обидот да воспостави трајна слога меѓу македонските и персиските граѓани, организирали масовна венчавка меѓу македонските офицери и персиските и другите благороднички од Суса, но изгледа мал број од тие бракови траеле повеќе од една година. Неговите обиди да ги обедини македонската и персиската култура вклучувале и македонска воена обука за персиските момчиња. Повеќето историчари верува дека Александар ја усвоил и титулата Шаханшаш, што значи крал на кралевите. Се мисли дека Александар сакал да ги освои и присоедини арапскиот полуостров, а исто така да оди према денешна Италија и Картагена. Тоа беше вториот дел од Александар Македонски, а сега повторно со уште на моја нова поезија, односно песна од мојата поезија. Љубовта има многу лица, но не е секоја убава како према тебе вистинска, со душа и срце и браникот да е твој, мила моја татковино. Каде да се најдам јас помеѓу земјата и небото со скриен плач, со скриен лелек, но храбра и силна пред душманот. Затоа не треба да останеме само на ветерот, зашто тој знае да биде и суров. Да се подадеме рака и заедно да се спротиставиме на непријателот. Ако на секој еден му е потребен некој, така и тебе, мила моја земјо, не смееме сама да те оставиме. Но, за да бидеме здружени силни, треба да ја најдеме вистинската реченица. Да го издигнеме нашиот морал, да не се предаваме. Само така е правата љубов, Македонио.
Инаку, ова година, почитувани слушатели, се навршија 50 години откако отпочнав да се јавувам преку етерот благодарение на покојниот Михајло Николовски, на кој од срце му благодарам, иако не е меѓу живите. Така да, почнувајќи од август месец 1973 година до денешнава програма, имам емитувано 8063 радиопрограми, а од 1977 година, откако го презедов радиочасот, кој се роди во чин станицата и со мала пауза од еден месец, па се префрлив на CMR станицата, се емитувани 7886 радиопрограми. Не дозволувајќи да запре зборот и песната македонска, макар и при многу така наречени кочници, при многу провокации и интриги од страна на една мала група, би рекла, ненародни луѓе, кај кои само интересот е во прашање, а глумење пред македонскиот народ, што некои не се веќе и меѓу живите. Сепак успеав да го додржам барем досега овој радиочас, а за понатаму се разбира, зависи од вашата помош и со Бога напред. Пред да продолжам пак со емисијата, би сакала да ве информирам дека не е сето ова што го слушате и што зборувам, коментирам, критикувам на ова програма. Ќе бидам вечерва овој пат и нескромна, но морам да кажам, бидејќи немам услови за повеќе, сепак пишувам и до странски држави, институции, организации, како што се неколкуте писма испратени до Русија, односно Путин, до еврејски редакции, српски, се имам јавувано и до CNN за нивните неправедни информации околу Македонија, а и до председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден, кога рече во 2021 година дека, цитирам, сите оние кои нема да го почитуваат Преспанскиот договор ќе бидат на црната листа на Америка. Писмото го испратив точно во јуни 2021 година после неговата изјава. Еве што му пишувам. Длабоко ме трогна изјавата што ја дадовте за нас македонците по род, дека ќе биде секој ден запишан во црната листа на Соединетите Американски држави доколку не се респектира Преспанскиот договор. Господине председателе Бајден, дали вашата земја на Соединетите држави би ја преименувале во Западна Индија, бидејќи домородците кои нас не примија овде, а ние заедно со вас сме имигрантите и не дочекаа беа native people, што према вас се наречени американски индијанци. Македонија и македонскиот народ не ја заслужуваат ова тортура што вие ја правите. Македонското прашање во 1913 година во Букуреш наместо намерно се остави отворено, за да после 108 години, ова година 110, целосно се уништи се што е македонско. Македонија е земјата што речиси целиот свет го просвети, а најмногу го цивилизира, во кој припаѓате и самите вие. Германија од таа македонска држава исече делови за да во 1815 година го креира Белградскиот пашалук. 1830 година со 16 годишниот Ото од Баварија и националното знаме што денес го веат грците, така наречени од новокомпонираната држава, што се вика Грција, инаку е од Баварија, а оригиналните грци отворите на Google према античкиот Страбо се дојдени од Африка и биле ниски луѓе со потемен тен на кожата и кадрави коси и многу сиромав јазик, дојдени како банда. 1878 година на Берлинскиот конгрес ја креираат исто така Бугарија, дојдени од задреката Волга во шалвари, татари, а знамето им било конјската опашка, со банда од околу 1000 души. Јустинијан II им направи така наречена Дунавска држава кај Црното море, кај Бургас во денешна Бугарија, а со цел да ги користи во случај на војни за да тие се борат со непријателот, за да бидат чувари на македонската држава, што Германија по креирањето на нивниот полен Грција формира Нордиско-германски институт и се што беше македонско како Александар Македонски го преименува во
Александар Велики, македонскиот јазик го заменија со словенски, македонската империја ја заменија со Византија према местото Визант, што денес потоа беше наречен Цариград или Константинопол, а денес Истанбул. Тогаш престолнина на Македонија со првиот Константин, кој беше роден во близина на Ниш, а сега во Србија, затоа што до 1945 година Ниш беше македонски град. Албанија ја креира после Балканските војни официјално во 1920 година всушност беше официјално наречена Албанија, а вистинската држава Албанија према картата на македонската династија во Египет Птоломеј беше кај Касписко море. Со појавувањето на османлиите како војниците од другите држави, а членки на НАТО, така и од таа Албанија како мерсонери отидоа со османлиите против големата македонска империја. За ваша информација, отворете енциклопедијата на индоевропскиот јазик и таму ќе најдете дека во античко, средно и денешно време од коренот македонски го зборуваат над 550 милиони народ, што Германија ги нарече Словени, а тоа се срби, бугари, хрвати, словенци, руси, чеси, словаци, полјаци, украинци, белоруси и така натаму. Албанскиот јазик од старо време па до денес го зборуваат во денешна Албанија и Јужна Италија кај Сицилија, а грчкиот јазик го зборуваат во денешна Грција и островите на Медитеранот. Ако према вас сме македонци, така наречени Грци, а се што е македонска историја им ја дадовте на соседните држави на Македонија, тогаш кажете ми, што стана со така наречените голем број према вас на Грци и албанци? Зарем земјата ги голтна или дојдаа со летечи тањир па ги населија на некоја друга планета? НАТО, кој се роди во 1949 година, токму во таа македонска земја, Егијска Македонија, пред тоа по идеја на некоја си дизајнерска или кројачка организација, како Рокшил, фамилијата Сорос и така натаму, тие всушност што направија? Првиот експеримент за да ги избркат македонците од своите родни огништа и да населат дојденци од Понт Кавказ, ја направивте војната нарекувајќи ја граѓанска, иако тоа не е така, зашто војната се водеше само во егејскиот дел на Македонија, денес окупиран од новокомпонираната држава Грција. Почитуван председателе Бајден, македонскиот народ не е дрво без корен. 2001 година се створи конфликт, божем, албанското малцинство во Република Македонија не ги ужива своите права, што нити една држава во светот, вклучувајќи и вашата, Соединетите Американски држави, не сте демократи како Македонија, а дојдоа американски генерали во пензија за да се борат на страната на муџахедините и организацијата на Али Ахмети со неговата албанска мафија и да од загинатите им се ваде органите како што се шпекулира, па се продава, а повеќе од јасно е дека албанското малцинство во Република Македонија не брои повеќе од 11%. Не е ли греф од Бога, не е ли голема срамота, господине Бајден, една голема и како што ја нарекувате демократска вашата држава, Соединетите Американски држави, па и таа Европска унија, да угнетува народ, да уништува нација од една света, од една Божја земја што се вика Македонија? Не мислите ли дека секој од нас ќе си ја платиме цената од Бога што сме ја заслужиле? Ве молам, навистина ве молам во име на моите слушатели на радиочасот Глас од Македонија во Торонто, што е и најстар македонски радиочас во диаспората, со повеќе од половина век. Не играјте се со Македонија. Ја направивте војната во 2001 година, а во септември во Република Македонија, а потоа што се случи? Истата година на 11 септември, кога и нашиот тежок православен празник Свети Јован, кога му е пресечена главата, тогаш беа срушени кулите во Њујорк, за жал. Зошто не се случи макар еден ден порано или еден ден подоцна, туку на 11 септември? Председателе, Бог е со Македонија, тоа е навистина Божја сила.
Затоа пак ќе речам дека немојте никој да не си играте со светата Македонија. Не го зборувам зашто сум македонка, го зборувам од многу случаи што се случувале, посебно во мојот роден град Охрид, кој е наречен Втор Ерусалим. Таа моја Македонија е земја на сите богови и богини, а не грчки, зашто од Илијадата на Хомер досега имаме пронајдено 1800 зборови, што и ден денес ги зборуваме, а таму нема никаков грчки збор. Жив пример за македонците калаши во Пакистан од војската на Александар Македонски кои останаа таму. Ова не го зборувам туку така. Живееме во 21 век, каде секој господар на самиот себе, зашто сите сме под исто небо и исто сонце не грее. Никој во гробот нема да земе ништо, а поготово државите. Ве молам, размислете подлабоко за било каква ваша одлука во случај за Македонија. Ние македонците не можеме да бидеме ништо друго освен македонци, од дедо, од прадедо, а јазикот, историјата, нацијата, традицијата што ни е земена, односно украдена и уште се кради. Не дозволувајте сатански сили да ве надвладеат, како што многу договори, организации, империи, па и организации и слично не биле вечни, така и преспанскиот, нити бугарскиот, нити тиранската платформа ќе бидат вечни, зашто нелегалните закони од нелегалниот спикер Талат Џафери, сето тоа сакал или не, некој ќе ги исфрлиме ние. Ние македонците немаме што повеќе да изгубиме, бидејќи јас сум една од 99,9% од македонскиот народ во Република Македонија и низ целиот свет, која сум против на се што направи муртинецот со име и презиме Зоран Заев, на тој подли договор, дизајниран во сад со креаторите, амбасадорите Бейли и Брнс кои беа во Македонија, се разбира и Сорос. Нема што повеќе да ви пишувам, зашто секако вам ви е познато сето тоа. Македонското име никогаш нема да се откажеме од него. Тоа е свето име, име што не случајно познатиот академик Блаже Коневски кажа дека е големо името Македонија и затоа сакат да ни го земат. Не дај Боже, но Македонија била причина секогаш за големите војни. Не дај Боже пак да биде причина, зашто ние македонците, макар и жртви да бидиме, нема да дозволиме никој да не си игра со се што е македонско и да го нема. Ако нас не нема, за жал можеби према предвидувањата на македонката родена во Струмица, а оселена во Петрич, Пиринска Македонија, која се викаше Ванга, тогаш верували или не, и цел свет ќе го нема. Но не дај Боже до тоа да дојде, зашто повторно како орли ќе се колваат другите држави за Македонија. Јас, како една обична жена за вас, можеби невидлива амеба, но верна на Бога и со добро срце кој сака да помага секому и не сум расиста, би ви препорачала прво ѓубрето што е кај вас дома да се го исчистите во дворот, па потоа да правите други работи, зашто имате многу внатрешни проблеми, а потоа да размислувате за друго. Можете слободно да ме запишите во црната листа, зашто никогаш нема да се откажам од моето свето име македонско и како што велат не 100%, туку иако не постои, ама ќе речам 1000%, сум против сите договори сатански. Се надевам дека оваа моја добронамерна критика и порака ќе ја примите и размислите подлабоко од било кога, посериозно, зашто многу е лесно да се скрши чашата, но за жал и кога ќе се залепи, ќе се познава. Таквите одлуки не носат никому добро, само штета на самите нас. Верували или не, и што да правите? Можеби ќе поминеме повторно низ црни облаци, темни облаци, можеби ќе не закопате во жива песок, но верували или не, со Бога напред, нема да бидеме уништени. Господ Бог е тој кој одредува, а ве провоцира сите вас за да види кој колку далеку оди со злочини, а знаеме дека сите сме под Бога. Ве поздравувам со од срце добра мисла да бидеме
живееме во добро здравје, но и мир во светот. А ова мое писмо ќе го препратам исто така до Обединетите нации, во Европската унија, Германија, Русија, Англија и Франција. Со особена почит, Драгица Лапајковска-Белчевска, уредник и водител на радио часот Глас од Македонија, Торонто, Онтарио, Канада. Македонијо, пак те крада, пазар правак, срце вада, чеда твои одродени, од зла крв оплодени. Македонијо, мајко мила, Есна ке ти даде сила, ке те води во победи. Гордост наша Македонијо, сонце пак е свети твое, имаш ношта чело свое, ке те брани од душмани, од кресна се роди десна. Свети твое, имаш ношта чело свое, ке те брани од душмани, од кресна се роди десна, од кресна се роди десна. И ете последните 10 минути ни дозволуваат само да ги дадеме блиц вестите од Македонија, но истовремено да се заблагодарам на вашето ценето внимание, со желба да не слушате идната недела од 6 часот навечер, кога ќе го завршиме и третиот дел за Александар Македонски со една моја најнова поезија, што токму денес утрото ја напишав. Истовремено сите оние кои го слават името, реков Свети Лука и Свети Арангел, нека напомоши и честит имен ден и повелете во сите македонски православни цркви од 10 часот утрото. А од името на редакцијата Глас од Македонија, Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатна седмица. Крстот на Бобова шапка во манастирскиот двор веќе трет ден предизвикува политички тензии и обвинувања. Кавгата почна меѓу Дуј и Беса, но во нејзе се вклучи и македонските политички партии. Зошто сега реакции кога крстот не од вчера? Тамара Дичевска. Политичките партии су меѓусебни обвинувања кој го поставил 15-метарскиот крст на Попова шапка, кој според нив ќе предизвика меѓуетнички тензии. Градоначалникот на Титово Билал Касами и неговите партнери од албанската коалицијска опозиција ја повика МПЦ веднаш да го отстрани. Велат ДУИ и СДСМ злоупотребуваат верски објекти за да соберат политички поени. За министерот Османи пак станува збор за предизборна игра токму на Беса за да поттикнат тензии. На него не му пречал крстот, само ако не поттикнува конфликт. Мене не ми пречи ниту еден религиозен символ, меѓутоа доколку тие се ставени со цел да бидат искористени во создавање на тензии во предизборен период, верувајте, тоа најмногу штети на самиот крст и најмногу штети на верниците кои што го почитуваат тој верски символ. За ВМРО ДПМН пак виновни се ДУИ и СДСМ и бараат владеачките партии да не го попречуваат правото на верниците да истакнат свој символ. Велат тој се наоѓа на црковно земјиште и одлука донесена од црковниот одбор.
Надлежните институции, контролирани од ДУИ и СДСМ, пред да говорат за попречување на правото на верниците да истакнат свој символ, треба да се позанимаваат со стотиците дивоградби на Шапка, кои никнуваат секојдневно каде има хациенди на луѓе блиски до власт, велат од ВМРО ДПМН. Според председателот Пендаровски, станува збор за опасен начин на партиите да соберат политички поени во предизборието. Лошо е како политичка пракса и како обиди на поединци или политички субјекти да на тоа ќаруваат поени. Тоа е во крајна инстанца опасно. Нема да биде дестабилизирана државата, меѓутоа можат да се влошат меѓуетничките односи, меѓу етничките заедници во Македонија. Тоа е последната работа која ни треба покрај сите други проблеми што ги имаме. Директорот на ЦУК Стојан Чангелов со закана дека никој не смее да го чепне крстот на Шапка, бидејќи тој ќе застане во некова одбрана. Ки предупредувам албанските политички фактори во државата никако да не ги споменуваат зборовите одстранување или рушење во иста реченица со крстот на Попова Шапка. Во спротивно, јас како граѓанин со некои мои пријатели од 2001-та ќе организирам некова одбрана. А вие пробајте да го срушите, напиша Ангелов на Фејсбук. Од Комисијата за односи со верски заедници повикаа на смиреност и порача општина Титово да нема селективен пристап кон верските обележја. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Власта и опозицијата блиску до договор за заеднички избори, открива председателот Пендаровски. Колку пари ја чинат државата двојните директори во здравството? Министерот покренува иницијатива за укинување на економските директори. Датум за избори или избори во ист ден, до што се поблиску партиите. Председателот Стево Пендаровски вели дека меѓупартиските консултации одат во насока за заеднички избори. Катерина Нешкова. Власта и опозицијата се блиску до договор за заеднички избори, тврди шефот на државата Пендаровски. Тој вели дека конкретните датуми ќе бидат објавени во наредните неколку дена. Значи, проценката дали е за некој од партиите добро или лошо, заедно или одвоено, треба да направат политичките партии, особено парламентарните партии. Оно што јас го слушам и го знам, мислам дека пополека ставовите на власта и на опозицијата се приближуваат и веројатно наредниве денови ќе имаме и званична објава дека е постигнат договор за одржување на парламентарните и на претседателските избори во ист временски период. Од опозицијската ВМРО ДПМН пак тврдат дека датумот за избори се уште лебди и нема никакви консултации за него. Подпредседателот на партијата Николовски вели дека не може да му се верува на председателот Пендаровски. Пендаровски кажал дека следна недела ќе излеземе со датум, значи сигурно нема да излеземе следна недела со датум, затоа што до сега ништо од тоа што кажа не го погоди. Заеднички избори се најрационално решение, затоа што нема никаква логика за месец и пол до два да имате одвоени претседателски и одвоени парламентарни избори. До денес не добивме кредибилен став или ако сакате кредибилен аргумент зошто одвоени избори би биле подобри од заеднички избори. Чекаме да слушнеме подобри аргументи од другата страна. Во моментов не сме ги слушнале, така што се надевам дека ќе можеме за брзо време да информираме јавноста во однос на датум за избори. Од владеачката ДУИ се уште наставот дека заеднички избори се подобро решение, но дека за нив е прифатливо се што партиите ќе договорат со консензус. Сега сме се уште во фаза на одредување дали изборите ќе бидат заедно или ќе бидат одвоени и кога. Бидејќи од тоа ќе зависи, се разбира, после и како ќе пристапиме во однос на изборите. Ставот наш останува, оставаме на другите да одлучуваат, ние ќе поддржиме секое решение во однос дали одвоени или заеднички избори. Ги кажавме аргументите зашто би било подобро да се заедно, но како ќе решат останатите, затоа што можеби е нескромно, но ДУИ е во најкомотната позиција сега. Иако премиерот и лидер на СДСМ Ковачевски најави работна група со опозицијата за датум за избори, засега од оваа партија молк дали изборите ќе бидат одвоени или пак заеднички. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Декемврискиот самит на Европската унија најверојатно ќе биде уште една пропуштена шанса за Македонија. Таков став дели председателот Пендаровски. Отворањето на поглавјата останува условено од уставните измени. Шефот на дипломатијата пак не се откажува од европската агенда. Исходот од декемврискиот самит е јасен. Како ќе биде, со оглед дека предусловот го имаме во европската преговарачка рамка, не можеме да го исполниме, тоа е очигледно. Тоа го зборувам година и пол наназад, бидејќи политичките реалитети беа такви во државата. Во меѓувреме, за жал, поради тврдиот став на опозицијата, ништо не се промени во таа насока. И јасно е дека на декемврискиот самит не може да има позитивна одлука за нас
во смисла да се одредува тајмингот за втората конференција со која би требало да продолжиме со преговори. Јас нема да престанам да работам додека до последниот момент, до последната секунда, бидејќи ние немаме алтернатива. Видете ја пораката на поштенската марка, се работи за луѓето, ова не го правиме за нас. Значи, почетокот на преговорите е најтешкиот процес во кој што било кој политичар може да влезе. Меѓутоа за луѓето е важно. И затоа секој што мисли на луѓето не смее да престане да верува, да се обидува, да го отвори тој процес кој што е без алтернатива за сите нас. Учеството на рускиот шеф на дипломатијата Сергеј Лавров се уште неизвестно на самитот на ОПСЕ во Скопје. Османи вели дека дилемите